Por i kthehemi pas publicitetit këtu në studio dhe në fakt tashmë pas gjitha asaj që na e tha edhe vetë psikologja, do jemi këtu në studio me drejtorin operativ të Megjashit, e cila është edhe ambasada e parë e fëmijëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Me mua këtu në studio është Žarko Zmijanac. Dobro ни дојдовте во студио. Ви благодарам за поканата. Ке зборуваме за немили настани, за насилство, на врсничко насилство, булинг и така натаму. Дали ние знаеме да препознаеме што е насилство и кои се тие видови на насилство? Добро прашање. Дали знаеме да препознаеме насилство? Би кажал дека зависи од средината. За жал, ние го препознаваме како луѓе кои, да речеме, директно работат со ваков тип на проблематика. Меѓутоа, дали децата, дали врсниците, дали средината успева да го препознае насилството е друго прашање, или па го релативизира, го минимизира значењето на насилството, односно сака да се амнестира од одредени одговорности во однос на такви манифестации на насилство во училиштата, да речем, или во другата средина каде што младите поминуваат и децата подолго време. Значи, дали сакаме да го препознаеме, зависи од нас. Дека постојат различни видови на насилство, за тоа сме сведоци и знаеме. Постои вербално, психичко, сексуално, сајбер, социјално насилство. Значи, формите се различни. Меѓутоа, колку ние сакаме да го препознаеме, колку сакаме ние да направиме нешто во однос на насилството, тоа зависи од самата средина. Многу често нешто што многу лесно го препознава една средина како насилство, друга средина го релативизира и кажува дека тоа не е ништо сериозно и дека едноставно не представува насилство и се убедува дека тоа е некој нормален тек на настаните и нормален начин на однесување во една средина, што представува проблем, зашто тоа значи дека трае и додека трае тоа насилство, некој се чувствува повредено и е жртва на тоа насилство и средината не го препознава, односно не сака да го препознава и да реагира на таквиот тип на насилство. Додека не прерасне во некое, да речеме, полесно видливо, како физичко насилство, каде што се случува некаква промена, посериозна, и веќе тогаш средината не може да не го препознае, нели, и реагира отпосле. За жал веќе доцна. Меѓутоа, средините каде што ги препознаваат сите форми на насилство, каде што сакаат да направат одредени промени, односно имаат код на однесување каде што се промовира поддршка, разбирање на насилство. Тие средини многу често, најчесто таму отсуствува насилството како практика, или па доколку се појават некакви форми првични на насилство, уште веднаш таа средина реагира на тоа насилство и го превенира, односно го спречува. Од таа причина би кажал, имаме повеќе столбови, каде што, да речеме, средини, каде што можеме да не идеме на поддршка или на превенција на насилството, па така би ја спомнал прво оваа средина на младите, било да е училишната средина, било да е средината надвор од дома, каде што поминуваат повеќе време. Да речеме, тоа е првичната можност каде што доколку се јави насилството би можело веднаш и да се спречи или воопшто да не се дозволи да се манифестира таков начин на однесување. Доколку средината манифестира вредности како агресивен начин на однесување, надпревар и слично, каде што младите се малку по, да речам, експресивни и по, да речам, агресивно ги манифестираат начинот на однесување, тогаш многу е веројатно дека ќе ни се јават одредени видови на насилство. Така да таа средина во која голем дел од времето поминуваат младите, е тој прв столб каде што добро би било да има правилен, да има вредности кои не промовираат насилство, односно промовираат ненасилство, разбирање, поддршка, и на тој начин би се спречило, односно не би се појавило насилството. Точно. Иако често пати може да не биде дел ова култура на ненасилство и така натаму, која е улогата на училиштето, пошто децата поминуваат многу време во училиште и дали тоа би требало да биде како замена и на култура и на вредности во тој случај?
Да, значи пред училиштето би ги опфатил семејството, потесно и пошироко семејство и блиските пријатели. Тоа го представувам преку некој втор столб, втора средина, каде што доколку во првава средина, каде што се врсниците заедно, која креираат врсниците, таа средина не е на таков начин поддржувачка и не е заснувана на вредности на поддршка, разбирање и почитување и ненасилство, тогаш вторава средина е местото каде што овие млади и деца треба да најдат на разбирање. Тоа што треба да биде важно е таа средина, потесно и пошироко семејство, е важно, значи, родителите и децата да имаат изградено квалитетна комуникација, односно доверба, и при тоа да имаат и доволно време квалитетно поминато од родителите, страна на родителите со своите деца, за да можат децата да се доверат до родителите и да ги представат нивните проблеми и предизвици кои ги имаат во таа средина надвор од домот. Меѓутоа, за жал, не секогаш ни е секоја средина на потесното и поширокото семејство, родители, старатели, баби, дедовци, слично таква. И за жал имаме случаи каде што деца немаат комуникација и не можат ни да се обратат до своите родители. Или па доколку се обратат, да речеме, родителите не го препознаваат тоа, не ја препознаваат сериозноста, замижуваат, го игнорираат, ја игнорираат важноста на таа проблематика и децата се најдени во ситуација да немаат поддршка во домот. Во тој случај спомнавте училишната средина, ете тоа е како некој трет столб каде што веќе би требало и системски преку образовните институции да се даде поддршка на децата во надминување на одредени ситуации каде што се јавува насилството. Тука имаме училишен кадар, имаме наставници, имаме стручни служби, психолози, педагози и слично. Меѓутоа, секој од нив има, да речеме, различна улога. Најмногу време со децата поминуваат можеби наставниците, не толку стручните служби. Меѓутоа, главната улога на стручните служби е да разговараат токму на вакви теми. И за да бидат стручните служби запознаени со проблемите со кои што се соочуваат учениците, треба или да бидат многу често меѓу нив, да бидат на часови и слично, или ќе треба да добијат информација од наставниците. Тоа што ние се трудиме да го направиме е да ги зајакнеме капацитетите на наставниците, да ги зајакнеме капацитетите на стручните служби, односно да може да го препознаат насилството и да реагираат на време. Ние забележуваме дека има ситуации каде што не дека не го препознаваат наставниците и стручните служби насилството, меѓутоа многу често, да речем, подзамижуваат, не ќе да реагираат на тоа, го игнорираат со изговор дека не се работи за некакво подрастично манифестирање на насилство. Меѓутоа, сето тоа исто и во домот, како што кажав за родителите. Значи, се додека подзамижуваме и не пристапуваме сериозно на, да речеме, психичко или вербално насилство, имаме многу големи шанси подоцна тоа да се манифестира и преку физичко насилство и преку сајбер насилство. Ние не можеме да знаеме која е границата на насилство која може да се постигне од страна на одреден, да речам, неубав однос меѓу двајца врсници. Точно. Ги поминавме овие три клучни столба, но ако и трите не функционираат, имаме една линија, сос линија, ало бушаво, која што го има и Меджаши, која што функционира делот Меджаши. Јас би сакала малку повеќе тука да зборуваме дали имаме некои податоци, колку деца ви се јавуваат и ви кажуваат за нивни проблеми кои што можеби би требало родителите да ги знаат, а не можеби вие. Да, на годишно ниво имаме околу 300 јавувања. За сега тоа очекуваме да се промени и да се зголеми бројот, не поради тоа што би се зголемиле потребите на децата, туку поради тоа што планираме во следниот период и повеќе да го промовираме овој број. Поради тоа што успеавме да направиме и хармонизација на овој број со европскиот број. Моментално се уште бројот, иако го добивме од Агенцијата за електронски комуникации европскиот број, се уште бројот е 070-390-632. На овој број може да се јават деца за најразлични и возрастни, може да се јават за најразлични
проблеми, без разлика дали е насилство, може какви и да имаат проблеми, може да се љубовни, може да се содругарување. Мислам, баш е слободно секој анонимно да се јави и да поразговара со операторите на SOS телефонот, инаку имаме 4 психолози на телефонот кои работат и кој телефон е достапен 24 часа, 7 дена во неделата, значи во секое време. Оно што можам да го кажам е дека до сега забележавме 22 случаи на насилство, од кои 14 случаи на физичко насилство, 4 случаи на сексуално насилство, 2 на булинг и уште еден на сексуална експлоатација. Значи, Она што можам да го наведам за SOS телефонот е што за жал најчесто се јавуваат деца кои не наишле на поддршка во овие претходни столбови за кои зборев. Значи не наишле на поддршка во средината, не наишле на поддршка во домот, не наишле на поддршка од страна на училиштето и училишниот кадар и се јавуваат на овој број, каде што психолозите ги сослушуваат и соодветно реагираат, даваат насоки и слично во однос на предизвиците со кои што се соочуваат децата. Инаку, ова е некој меѓустолб што вие го спомнавте, ало бушавко линијата, тоа е уште еден начин на да речеме справување со последици од насилство или што и да е, или па превентивно може да се јават или консултативно, чисто како можност да поразговараат за што и да е што чувствуваат дека имаат потреба децата и младите. Меѓутоа четвртиот столб на нас во справување со насилство би кажал дека е веќе се институциите, односно би кажал МВР, и ако стигнеме веќе до таму, значи збориме за санкционирање, не збориме за превенирање, не збориме за спречување, туку збориме веќе за санкционирање. Значи, ние сме потврлиле во претходниве фази да го спречиме и превенираме насилството и веќе институциите преземаат други мерки за негово санкционирање. Би сакала малку општо за во нашата држава. Дали децата се поврзува ова и со Ало Бушаво, дали децата се сигурни и од страна на нивните другари, не зборуваме сега за регионална или пак национална сигурност, туку дали тие можат да живеат како што треба децата, дали имаат нивни права, дали може да ги уживаат нивните права, кога зборуваме за толку голем број на насилство? Да, на секое дете нели му е загарантирано, му се загарантирани правата. Колку секоја од државите и ние како одговорни возрастни успеваме да ги обезбедиме тие права, тоа е прашање од држава за држава, од регион за регион. Дали се чувствуваат безбедно? Ја би кажал дека во зависност од средината во која се наоѓаат, различно и чувството на безбедност, дали го има или отсуствува. Значи, преку проектот Промоција на безбедна училишна средина, кој го спроведуваме 4 организации, меѓу кои коалиција сега Прва детска амбасада Мегеш и МЦГО и Смартап, со поддршка на Детската фондација Песталуци, работиме во 50 училишта на целата територија на Република Македонија во сите региони. И во овие училишта, кои ги има и од градски и од рурални средини, можеме да забележиме голема разлика во манифестациите на насилство, односно видовите на насилство кои се карактеристични за овие училишта, а и во чувството на безбедност како се чувствуваат. Ја би кажал дека има огромна разлика од причина што во малите средини, руралните средини, населението меѓу себе се знае, родителите се во комуникација едни со други и имаат многу полесен начин на комуникација и поблизок. Во ваквите средини немаме толку случаи на насилство. Децата се чувствуваат побезбедно, бидејќи да се случи нешто, родителите веднаш, да речеме, доколку децата не успеат, реагираат меѓу себе и го решаваат проблемот. Во поголемите средини, градски средини, најчесто имаме покомплексен систем на функционирање на училиштата со многу голем број на ученици, каде што родителите меѓусебно не се знаат, каде што владеат некоја динамика, владее на брз живот, каде што родителите и немаат ни толку време да одвојат за своите деца, за жал.
и отсуствува доверба, отсуствува комуникација меѓу родителите и децата, а потоа отсуствува и соработка на родителите со со училишниот кадар, со стручните служби, со наставниците. Значи тој триаголник не се пополнува како што треба. Да, значи за да имаме безбедна средина и чувство на сигурност, треба тој триаголник, родител, дете, стручна служба да функционира стварно на едно ниво каде што никој нема да подзамижи, никој нема да го игнорира, да ги игнорира првичните појави на насилство, односно сите одговорно ќе пристапиме кон тоа и ќе го спречиме пред да достигне едно ниво на насилство каде што ќе треба да се вклучуваат други институции, како што спомнавме, на пример, МВР. Иако ова тема е многу широка и сака да се зборува на многу димензии, фала ви многу што бевте дел од нашето студио. Фала ви на поканата. Некту билиме дека та пиесме меѓашин, куптувам се тречин thirrje në vit bëhen në alo bushavo dhe këto thirrje janë nga fëmijë por jo vetëm. Gjithsesi, për të përfunduar në jemi drejt fundit të emisionit, unë do të kisha lutur regjin që të shfaqim një tabel, e cila tabel tregon numrin e raportimeve, më saktësisht sa vepra penale janë raportuar që janë kryer nga persona të moshës minore apo nën moshën 18 vjeçare për vitin 2023. Dhe nëse shohim, kemi veprën e sigurisë në transportin publik me 2476 vepra të raportuara, kemi veprat penale ndaj pronës ku janë me 3040 vepra të raportuara si të kryera dhe më pas numri shkon dhe zvoglohet në vepra tjera. Mirë po, këto shifra janë shqetësuese sepse bëhet fjalë vetëm për brenda një viti dhe të kryera nga persona nën moshën 18 vjeçare. Ne këtu mbyllim emisionin Gjurmët për sot, ju lëm takim të hënën e ardhshme.